Шефовите на дипломатиите на земјите членки на НАТО денеска и утре во Букурешт треба да ги договорат идните чекори со кои алијансата и политички и војно-технички ќе ја поддржи Украина. Оценувајќи ги последните војни акции на Русија во кои мета се и цивилни цели како варварски, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг најави дека алијансата ќе ја помага Украина се додека е тоа потребно. Средбата во Букурешт ја следи колегата Боби Христов. Боби, какви се пораки се очекуваат на дводневниот самит? Токму така, Александар, како што спомена и ти, главната порака која што ја најави генералниот секретар на Алијансата Столтенберг предмалку овдека во Букуреш, бидејќи министрите за надворешни се уште пристигнуваат, е дека Алијансата и шефовите на дипломатиите ќе разговараат за натамошно јакнење на поддршката, а тоа подразбира воена, финансиска и хуманитарна поддршка, бидејќи како што рече рускиот председател Путин, според неговата оценка, во состојба на неуспех на теренот, брутално напаѓа дури и цивилни цели и ја користи и зимата, како што вели Столтенберг, како воено оружје. Но колку таа помош која што се подготвува за Украина, конкретно ќе ги смени состојбите на терен. It is painful to see the destruction that the air and missiles attacks by Russia are causing on Ukrainians, on Ukrainian cities, on critical infrastructure. And that's also the reason why allies have stepped up, but also why I expect that here in Bucharest at the foreign ministerial meeting, the message from all allies will be that we need to do more, both to help Ukraine repair the destroyed critical infrastructure, including power and gas grid, but also to, of course, address the attacks itself by providing more air defense systems. This is partly providing more air defense weapons systems, but also, of course, to ensuring that those systems that we have already provided, and many of them are actually modern NATO standard air defense system, including NASAMS and others, that they are functioning, meaning that we need to provide spare parts and we need to provide ammunition. So this is not only about adding more weapons, but also ensuring that the weapons that are already being provided by NATO allies can be used to shoot down incoming Russian missiles and drones. Една од главните цели на воената помош и военото зајакнување на Украина, меѓу другото, е и она што НАТО го прави со јакнење на своето така наречено источно крило, односно со зголемување на военото присуство во земјите кои граничат со алијансата, со земјите членки на алијансата кои што граничат со Украина. Таму веќе се распоредени околу 10.000 војници на НАТО. Дел од нив, дел од оваа помош и сега и во иднина ќе биде и Македонија, порача шефот на македонската дипломатија Бујар Османи предмалку пред почетокот на министерскиот состанок. Пораката е да покажеме единство, кохезија во делот на осудувањето на агресијата, во практичната поддршка на Украина, но се разбира и во засилување на капацитетите за одбрана на источното крило на НАТО, каде што се разбира припаѓаме и ние. Знаете дека Република Северна Македонија учествува во Латвија во борбената група, а сега и во Бугарија и во Романија. Значи, ние не само што покажавме во овој дел дека сме партнери на кои што може да се има доверба, меѓутоа покажавме апсолутна недвосмисленост во однос на осудата на агресијата и поддршката за Украина. Уште две други теми, Александар, се на агендата на министрите за надворешни работи. Тоа е утрешната средба со министрите за надворешни работи на Босна, Молдавија и Грузија. Три земји кои според генералниот секретар на НАТО и според брифинзите овдека се сносат можен ризик, како што се вели, во алијансата од руско влијание. А ќе се разговара и за она што алијансата го смета како неопходност во следниот период
заштитата на критичната инфраструктура од влијанијата на Кина. Што тоа значи веќе утре во заклучоците и во текот на денот на завршната пресконференција. Инаку овој министерски состанок овдека во Букурешт има известна символика, бидејќи токму пред 14 години, токму тука, овдека во Букурешт, за прв пат беше спомената политиката на отворени врати и можниот прием во НАТО на Украина и Грузија. Тоа и натаму останува опција, рече денеска генералниот секретар на Алијансата, но во овој момент најбитно е да и се помогне на Украина во спречување и одбивање на руската агресија. А војната во текот на зимата според сите проценки ќе биде се уште долга.